Сојузот на пензионери месечно инкасира по 1.000.000 евра. Годишно тоа се 12 милиони евра, но сите трансакции не се чисти. Се сомневаат пензионерите од Сдруженијето Достоинствен живот. По допрен глас имаме сознание дека се врши злоупотреба на службената должност од страна на госпоѓата председател Станка Трајковска и нејзиното раководство, бидејќи таму влегуваат, како што и сите знаеме, некаде околу 1 милион евра или 62 милиона денари во Сдруженијето, Сојузот Сдружение на Македонија е влезена државна комисија за ревизија, е влезена управата за јавни приходи, е влезена финансовата полиција и е влезено Министерство за внатрешни работи за да извршат контрола. Овој сомнеш пензионерите ги тера на протести на кои меѓу другото ќе побараат ревизија на сите трошици. Првиот започнува во вторник од Свети Николе. Во 10 часот пред Сдруженијето на пензионерите во Свети Николе, значи почнуваме со протестот за оставка на председателката Станка Трајковска. Како почеток ќе го почнеме во Свети Николе, а продолжуваме понатаму во останатите градишта еднаш неделно во Сдруженијето да бараме да се разреши госпоѓата Станка Трајковска или да се поднеси оставка. Без оглед на исходот, од Сдруженијето бараат промени во пензионерската организација, бидејќи сегашното раководство никогаш не застанало зад нивните барања. Треба да се изврши промена комплетна на разрешувањето на начинот и управувањето со Сдруженијето на пензионерите, комплетно да се промени самиот статус на избор, не вака на некој начин, бидејќи на овој начин, ствари, бидејќи таа е поставена од поранешното, како да речем, раководство што беше на партијата на СДС. Ние сакаме Сдруженијето да ја го бира председателот со гласање, со предлози на 1, 2 или 3 кандидата, и тоа преди се прво со статутот да биде сменето не 4 плюс 4 мандати, него да траи пократко. Колку тоа пократко? Пократко 2 години. Финално, пензионерите имаат намера да одржат централен протест во Скопје. Го планираме и централниот, значи, протест во Скопје